На фестивалот за скулптури од мраз и снег во Кина можете да видите огромни снежковци, но и цели палати направени само од мраз. Во кинескиот град Харбин, секоја зима се одржува фестивал на скулптури од мраз и снег. Ова е најголемиот фестивал во светот од ваков тип, а скулптурите што ги изработуваат уметниците наликуваат како да се излезени од зимска бајка. Покрај огромните снежковци и скулптури, на фестивалот можат да се видат и цели палати направени само од мраз. Авион на швајцарската авиокомпанија Свис, на лет меѓу Цирих и Букурешт, морал вчера принудно да слета во Грац, Австрија поради чад во кабината и во пилотската кабина, соопшти авиокомпанијата. Длабоко сме загрижени за здравието на членот на екипажот, кој со хеликоптер беше пренесен во болница во Грац, чија состојба се уште е неизвестна. Останатите 4 членови на екипажот исто така се под медицински надзор, се вели во соопштението. Се додава дека аеродромот во Грац се уште е затворен, а Airbus A220-300 се уште е на пистата. Во Руската федерална единица Јакутија, откриени се исклучително добро сочувани остатоци од младенче мамут, чија старост се проценува на околу 50.000 години, како што изјави професорот Максим Чепрасов, раководител на лабораторијата на Музеот за мамути во Североисточен федерален универзитет во Русија. Ректорот на универзитетот Анатолий Николаев и Максим Чепрасов во понеделникот го представија ова уникатно откритие, пренесува Reuters. Забраните за тешки товарни возила и натаму се во сила низ државава. Снег се очекува да паѓа и денеска. Минималната температура ќе биде во интервал од -2 до 3, а максималната ќе достигне од 1 до 6 степени. Во Скопје, претежно облачно и студено со повремени врнежи од дожд, а во повисоките делови од котлината од дожд и снег. Ќе дува умерен ветер од северен правец. Минималната температура ќе се спушти до -1, а максималната ќе достигне 4 степени.